Александар Спасовски го барам во живо со последните информации. Александар, чинам дека за власта веќе нема ништо спорно. Одлуката е сега кај опозицијата. Токму така, Маријан Груевски пред некаде околу 2 часа рече дека се што предлага СДСМ за ВМРО-ДПМН е прифатливо со единствена цел опозицијата да остане без ниту еден аргумент за да може да го блокира изборниот процес и да може конечно да се стави крај на кризата и граѓаните да можат на изборите на 11 декември да го кажат својот последен збор. Груевски, кој што беше прилично самоуверен во својата изјава која што ја даде пред медиумите, рече дека за ВМРО-ДПМН се прифатливи сите предлози кои што денеска овде на лидерската средба ги изнеле лидерот на СДСМ и неговата работна група. Груевски рече дека ВМРО-ДПМН го прифаќа предлогот на СДСМ, партиски главен и одговорен уредник на македонската радиотелевизија да биде новинарката Санта Аргирова. Исто така Груевски рече дека за ВМРО-ДПМН е прифатлив и предлогот на СДСМ да се менува методологијата врз основа на која што ќе се следи мониторингот, односно ќе се прави мониторингот во предизборниот период. Исто така од ВМРО-ДПМН велат дека нема да дозволат социјалдемократите да стават пречка преку адхок телото за медиуми. Тука рекоа дека било кој член во адхок телото за медиуми, оној петиот, нели, кој што ја прави ја става целата пречка на целиот овој процес, кој да биде предложен за ВМРО-ДПМН ќе биде прифатлив. Груевски рече дека тоа е прашање, бидејќи станува збор за етнички албанец, а единствено СДСМ има против изборот на членот кој што претходно беше како поддржан од Дуи Даути, бидејќи станува збор за проблем кој што е на релација помеѓу СДСМ и албанските политички партии. Груевски рече дека им остава тие да се договорат и тогаш кога ќе најдат заедничко решение да го повикаат, тој да дојде и само да го потпише она што тие ќе го договорат. Ја имаме изјавата на лидерот на ВМРО-ДПМН. Работа е поврзана со прашање кое што го отворија, поврзано со методологијата. Тоа им е втората точка на која што очигледно сакаат да ги одговлекуваат работите. И ние и тоа им го прифативме што го бара со методологијата, ги информиравме каква сакаат, таква ќе ја прифатиме. Кажа што сакаат, тоа им го прифаќаме што го сакаат, така што уште една можност да ги одложат изборите ја елиминираме. Третата работа е поврзана со петиот член во она адхок тело или како се нарекува, кој што согласно преходниот договор треба да биде лице од албанска националност. И тука нашата позиција е дека оставаме, гледам дека во часовите што измина, главната дебата беше помеѓу албанските партии и СДСМ. Оставаме тие да постигнат согласност. Каква согласност ќе постигнат, таква согласност тоа лице ние ќе го прифатиме и сакаме на некој начин да не им помогнеме во било каква нивна намера да најдат алиби, да најдат изговор за одлагање на изборите на 11 декември. Маријан, треба да се напомене дека од оваа изјава на Груевски, која што е дадена некаде околу 17 часот, до овој момент поминаа некаде околу 2 часа. Во истиот тој период се уште течат разговорите помеѓу СДСМ, ДУИ и ДПА со посредство на меѓународниот фактор пред се американскиот амбасадор. До овој момент не може да се добие апсолутно никаков став од социјалдемократскиот сојуз. Оние луѓе кои што се задолжени за односи со медиумите само креваат раменици. Немаме никаква информација какви ќе бидат позициите на СДСМ, како што реков, преговорите се уште течат. Она што би го пренел, она што се зборува овде помеѓу новинарите кои што ја следат денешната лидерска средба, станува збор за една навистина голема бројка, има повеќе од 30 камери и огромен број на новинарски екипи. Се вели дека Груевски практично го оставил Заев без простор за маневар. Доколку се случи да се одложат изборите кои што беа закажани за 11 декември, во тој случај би било сосема јасно кој ќе биде виновен и кој ќе го бара тоа одложување. Станува јасно дека за ВМРО-ДПМН е апсолутно се прифатливо
вака кажано во кратки црти Груевски рече правете како што ќе правите и ајде да одиме на избори на 11 декември. Како што веќе кажав, станува изјавата на Груевски беше навистина самоуверена и не знам дали можеби тоа е причината што еве веќе 2 часа владе вистински молк во Социјалдемократскиот сојуз, инаку партија која што не пропушта да испрати реакција на било кој став на Груевски или на функционерите од најголемата владеачка партија. Како што веќе кажав, остануваме овде да докрај да ја проследиме лидерската средба. Не можеме да добиеме никаква информација колку би траеле овие разговори околу тој 5-ти член во адхок телото за медиуми, меѓутоа како и да е, Груевски, како што веќе исто така кажав, замина од клубот на пратениците, им порача на останатите тројца лидери кога ќе најдат заедничко решение, само да го викнат тој да се потпише и практично да со тоа и да се потврди дека се исполнети сите услови и дека нема никаква пречка изборите да се одржат на 11 декември. Она што ќе треба, значи во периодот доколку тоа се случи, нели доколку се донесе денеска заклучок дека се исполнети сите услови за избори, останува значи на 3 септември да се избере техничката новата влада задолжена за спроведување на изборите, да се назначи оној партиски уредник на СДСМ во Македонската радио телевизија и на тој начин почнуваат нели во тој период и оние 100 дена пред изборите во кои што ќе се врши целиот оној мониторинг и почнуваат да важат одредбите од изборниот законник и со тоа се е подготвено по речиси 2 години криза Македонија конечно да излезе на предвремени парламентарни избори и да се стави крај на сето она што се случуваше во изминатиот период.